По повод 108 години од смртта на македонскиот револуционер Борис Сарафов, Македонското патриотско здружение Тодор Александров од Битола организираше панихида во негова чест. Сарафов е еден од најактивните револуционери во организацијата на Илинденското востание. Имено Борис Сарафов се појавува на почетокот како предводник на Мелничкото востание кој што е кренато во 1895 година. Како член на Врховниот комитет, тој постепено претендирал да го превземе раководството на Врховниот македонски комитет и најповеќе со помош на Ѓорче Петров и Гоце Делчев како задгранични представници на организацијата во Софија. Токму тие инсистираат и го поставуваат Борис Сарафов за претседател на Врховниот македонски комитет. Откако бил поставен за претседател на Врховниот комитет, во времето на Сарафов односите помеѓу комитетот и внатрешната македонска револуционерна организација биле најдобри. Борис Сарафов целосно му се предава на внатрешната македонска револуционерна организација, заминува низ Европа, каде што постојано крстосува низ европските метрополи. Тој е човек кој што постојано се среќавал со видни личности, истакнати личности од Европа и од светот. Прва земја која што ја посетил била Русија, каде што се сретнал со грофот Игнатиев и излобирал голем број материјални средства и парични средства за организацијата. Сарафов исто така материјално и морално бил голем поддржувач на македонските гемиџии. Мора се потенцираат неколку изјави на Борис Сарафов за кои што ја потенцира посебноста на македонскиот национален елемент. Тие се изјавите за весникот за Санкт Петербуршкиот вестник Новости, каде што изјавува дека македонците не се ни срби ни бугари, туку просто македонци, дека ние ќе му бидеме благодарни на оние кои што сакаат да ни помогнат, меѓутоа нека разберат и србите бугари дека Македонија им припаѓа само на македонците. По наредба на Серскиот револуционерен округ, Сарафов бил убиен во својот дом во Софија на 28 ноември 1907 година.